Во политиката влегов сосема случајно и морам да кажам дека и не сакав политиката. Бев предложен од Сојузот за физичка култура на град Скопје како член на градската конференција на младина на град Скопје и од тогаш започна мојата политичка кариера. Потоа бев во председателство на младина на Југославија како стручно политички работник и како резултат на тој мој ангажман се повеќе почна да ме интересира политиката и да ја пратам истата политика. Во политиката се потребни луѓе кои што знаат да носат брзи одлуки, кои што знаат енергични да бидат, и на политиката и се потребни луѓе кои што не ги лажат своите граѓани, туку напротив им ја кажуваат вистината било каква да е таа. Доколку сакате да бидете успешен, тогаш денот мора да ви започне рано. Да се биде градоначалник не е само да се има привилегија, туку напротив тоа представува и огромна обврска. Ако некој посакува мирен и лагоден живот, тогаш и воопшто не треба да се кандидира за градоначалник. Жителите на Карпош ви го даваат мандатот и од тој момент па натаму станувате одговорен за многу работи во општината. За улиците, за канализациите, за водоводот, за тревниците, за зеленилото, за неговото одржување, за училиштата, за функционирањето на градинките, за функционирањето на општинската администрација, за поддршка на учениците. Многу луѓе ми се обраќаат директно мене или бараат директна средба со мене, незадоволни од одговорите на службениците или пак на раководителите. Јас секогаш настојувам моите службеници и раководителите да даваат јасни и прецизни одговори до граѓаните и доколку за некои работи кои што не сме ние надлежни, точно да ги упатат каде треба да се обратат, односно во која институција лежи решавањето на нивниот проблем. А видиш, до сега не ни кажале дека се уште се јами. Ама не може да се јами не ги чистиме ние никогаш. Јас како градоначалник се трудам да се сретнам со што е можено поголем број на граѓани. Најголем дел тие ги примам во својот кабинет, голем дел од проблемите излегуваме да ги разрешуваме и на терен, затоа што само на терен и во непосреден контакт со граѓаните можеме точно да знаеме кои се нивните вистински проблеми и во исто време да подготвиме програми и проекти кои што ќе ги поддржи нашиот совет за да ги разрешуваме сите оние работи кои што се битни за нашите жители. Не можете да престанете да бидете градоначалник додека трајат изборите. И кога има избори, има проблеми и тие проблеми на граѓаните мора да се решаваат, односно вашето присуство и присуството на локалната самоуправа мора да биде секојдневно за разрешување на проблемите на граѓаните. И со тоа завршуваме. Да. Добро. Чао. Добро утро. Има голем број на работи кои што општината ги решава, а граѓаните воопшто не ги знаат. Има и многу мали работи кои што ги решаваме, а кои што се и tekako битни за граѓаните на нашата општина. Вработените во општината постојано работат, постојано се на терен, постојано решаваат предмети и во исто време се во постојана комуникација со граѓаните од општината. Некои се задоволни од работата на локалната самоуправа, некои нормално упатуваат критики. Сите оние кои што упатуваат добронамерни критики, сметаме дека се упатени во насока на подобрување на работата на локалната самоуправа, како би можело да биде подобар сервис на граѓаните на општина Карпош. Се трудам да бидам на сите места каде што се извршуваат градежни работи.
некогаш знаат да затајат и нашите служби, и надзорите, знаат да затајат и фирмите кои што ги изведуваат работите, но затоа ние треба секогаш да ги поправаме и да бараме да се направи подобро и подобро, затоа што се трошат народни пари. За мене е битно кога ги гледам работите што ги правиме, улиците, канализациите, фасадите, крововите, дали кога тоа би била мојата улица, кога би бил тротоарот од мојата улица, кога тоа би било фасадата од мојата куќа или од мојата зграда или мојот кров, јас би бил задоволен од тоа што е направено. И доколку е тоа така, тогаш знам дека и граѓаните од општината ќе бидат задоволни. Запознаe сум со критиките што ги упатуваат за зеленилото. Ние, како локална самоуправа, постојано водиме сметка да има вистински баланс меѓу она што треба да се гради, што е урбано живеење, и она што значи квалитет на живот на нашите сограѓани. Оно што граѓаните на Карпош треба да го знаат е дека општина Карпош има зеленило кое што над светските стандарди, односно светски стандард е 7 метри квадратни по глава на жител во едно населено место, а ние имаме некаде скоро 12 метри квадратни по глава на жител, односно 738.000 метри квадратни зеленило. Урбанистичките планови кои што се работат ги изготвуваат лиценцирани урбанистички куќи. Тој урбанистички план подлежи на ревизија од соодветна лиценцирана куќа. Истиот оди на проверки во повеќе институции каде што се мери густината на населението, каде што се утврдува дали инфраструктурата која што ја има на тој дел задоволува или пак треба да се прави нова, и дали сите параметри од еколошки аспект, од аспект на инсолација, односно осветлување, од аспект на аерација на воздухот се задоволени, и кога сите тие стандарди ќе бидат задоволни, тогаш добиваме согласност од Министерството за транспорт и врски. Да не зборувам и за потребата од приходи на локалната самоуправа, зашто сите тие приходи што ги добиваме од новите градби, ние повторно ги вложуваме за потребите на граѓаните. Од тие средства ние даваме бесплатни ужинки, од тие средства ние даваме бесплатни екскурзии, од тие средства даваме стипендии на учениците, градиме фасади, реконструираме кровови, поправаме лифтови, улици, канализации, подигаме нови паркови, садиме нови дрва, ја одржуваме хигиената и се она што е потребно за да функционира една локална самоуправа. Постигнавме и направивме многу во изминативе 8 години и јас добро знам како Карпош изгледаше до 2009 година и како денеска тој изгледа. Напредок има огромен и уште ќе напредува Карпош, има уште работи кои што треба да ги направиме и да ги завршиме за нашите граѓани. Работевме недононоќно, работевме макотрпно, го посветив целото своето време, па дури својот живот на работата во општина Карпош. И морам да кажам дека ми е чест што сум градоначалник на овие 63.000 граѓани, и за мене тоа е во исто време и огромна одговорност. Пред секој граѓанин на општина Карпош можам со чист образ и со окрената глава да излезам, затоа што знам дека не само јас, туку и тие се задоволни од резултатите што сме ги постигнале, а тие резултати говорат дека сме работеле, а не сме кажувале приказни во изминатиот временски период.